Утрински стихови од Библијата. 31 јули. Искажувајте благодарност преку молитва и песна. Моја сила, моја песна е Господ, зашто стана мој избавител. Тој е мој Бог. Јас ќе го славам Него. Тој е Бог на мојот татко. Него ќе го возвеличувам. 2 Мојсеева 15:2. Часовите поминати насамо во молитва. Тоа било времето кога Исус за време на својот земен живот примал мудрост и сила. Нека младите го следат неговиот пример, така што взори и на зајдисонце ќе пронајдат тивко време за заедница со својот татко на небесата. И во текот на денот нека ги воздигаат своите срца кон Бога. На секој чекор од нашиот пат тој ни вели: Јас, Господ твојот Бог, ќе ја држам твојата десна рака. Не плаши се, јас ќе ти помагам. Кога нашите деца во утрото на својот живот би ги научиле овие лекции, каква свежина и моќ, каква радост и милност би влегле во нивните животи. Како што децата Израелови, патувајќи низ пустината, го развеселувале својот пат со музиката на свети песни, така Бог ги повикува своите деца денес да го развеселуваат својот живот на патување кон небесниот дом. Малку се начините кои се поефикасни за врежување на неговите зборови во памтењето од нивното повторување во песна. А таквата песна има прекрасна сила. Таа има моќ да ги смири грубите и некултивирани карактери. Има моќ да ја оживее мислата и да разбуди сочувство, да промовира хармонија во дејствувањето и да ги растера мрачните мисли и наслутувањата за зло, кои ја уништуваат храброста и ја заслабуваат упорноста. Нека има пеење во домот, пеење на песни што се сладки и чисти. И тогаш ќе има помалку зборови на осуда, а повеќе расположение, надеж и радост. Нека има пеење во училиштето и учениците ќе бидат привлечени поблиску до Бога, до своите учители и едни кон други. Како дел од верската служба, пеењето е исто толку чин на обожавање, колку што е и молитвата. Всушност, многу песни се молитви.